Вчера имавме уште еден потек од страна на министрите од оваа партија кои што депонираа оставки до премиерот и бараат тие оставки да станат, да се актуализираат во моментот кога ВМРО-ДПМН ќе гласа за уставни измени. Како според вас, дали ДУИ ќе изгуби гласови доколку вие почекате и одите на избори за неколку месеци како што се планирани изборите? Јас колку знам, Демократска унија за интеграција е изјасната дека прави напори мандатот да оди како редовен мандат и да се вратиме во процесот и системот на 4-годишен мандат. Но вчерашната одлука која што е изјавена е во контекстот на оно што беше резултат или изјава на лидерската средба помеѓу премиерот и председателот на опозицијата, предусловот на опозицијата да ми би пристапили на тоа доколку ДУИ оди во опозиција и промптно беше кажано декларативно додека се одржуваше конференцијата дека ако е тоа предуслово за интерес на граѓаните државата дека ние треба да сме надвор од оваа влада за да се изгласат уставните измени, раководството, лидерот тоа го соопшти дека е подготвен. Се согласувате ли вие со ваквиот начин на функционирање на ДУИ и поднесувањето на овие акти? Дали вие ќе го следите на некој начин тој пример? Во принцип, ако сте дел од една организација и во таа организација ако имате можност да си ги кажете мислењето, ќе си го кажете мислењето. И на крај кога ќе има одлука, доколку сакате да продолжите да сте дел од организацијата, ќе се повинувате на одлуката, ќе испочитувате одлуката која што е донесена, воспротивно треба да решите да си одите од субјектот. Ќе ја следите ли на некаков начин, како председател на Собранието и пратениците на ДУИ, ќе ја следат ли на некаков начин оваа одлука на министрите за оставка? Зошто не би ја следели таа одлука ако оди во полза на оно што е идејата на одлуката? Зошто јас би инсистирал... Ќе преземете нешто, вие може да депонирате некоја оставка ваша до... Па, следствено ако сите си одат, зошто ја би инсистирал да останам?